Град Скопје предвидува измена и дополнување на одлуката за условите и начинот на давање под закуп на недвижен имот во собственост на Град Скопје, со што ќе се овозможи бесплатно користење на спортските сали на установите во собственост на градот за лица со посебни потреби кои учествуваат во спортски активности, организирани од сојузи, здруженија на граѓани, организации или друг облик на здружување. Како што е наведено во денешното соопштение од Град Скопје, клучниот услов за да се овозможи ова е правните субјекти преку своите проекти, програми, активности или манифестации да бидат дел од програмата за спорт и млади на Град Скопје. Покрај дополнувањето на одлуката, градот предвидува намалување на висината на почетната цена за закупнина на просторот што се дава во закуп со јавно надавање. Наместо досегашните 0,5% по метар квадратен од вредноста на недвижната ствар, се предлага минимална цена да изнесува 0,3% по метар квадратен, со што поевтинува услугата за закуп на недвижен имот на Град Скопје за сите субјекти кои имаат потреба од нивно користење. Целта на предвидените измени и дополнувања на одлуката, како што велат од Град Скопје, е да им се овозможи на лицата со посебни потреби полесна достапност на спортските сали за одржување на спортски активности, но и да се поттикне спортот и спортската рекреација кај овие граѓани. Финансиското олеснување кое се предвидува и за почетната цена на закупот има за цел да им заштеди од буџетите на корисниците, да предизвика зголемена заинтересираност на граѓаните за користење на недвижностите со кои располага градот и доближување на институциите кои се под надлежност на Град Скопје до граѓаните. На овој начин се олеснуваат условите за користење на градските институции од граѓаните и истите се ставаат во функција на нивни потреби, се наведува во соопштението од Градот Скопје. Измените и дополнувањата на одлуката ќе бидат предложени на следната седница на Советот на Град Скопје.